Почитувани гледачи, добре дојдовте на почетокот од новото продолжение од подкастот Митови факти на Слободен печат. Тука со мене во студиото е Джинур Исени, политиколог, млад мислител, интелектуалец, со кого веќе имам разговарано. Да. Добар ден. Добар ден, добар најдов. Фала ви многу за поканата. Многу ми е драго што успеавме и во оваа страна од студиото, нели се говориме да направиме еден разговор, но вака на почетокот ја сега користам прилика на моите гости да малку да кажат нешто повеќе за себе. Кој е точно Джинур Исени? Јас сум дипломиран политиколог, сум завршил на факултетот Јустинијан I во 2012 година, политички науки. Па после 2 години сум магистрирал на дипломатија и меѓународни односи. На истиот факултет сум земал учество на повеќе и меѓународни конференции и регионални. Сум работил како одговорен уредник во весникот Коха. Сум напишал многу научни трудови во елитни списанија и домашни, иначе и странски. И сега во последно време освен тоа што сум завршил во новинарството, значи без да ми е таа струка, земам учество во креирањето на јавното мислење во државата, коментирајќи ги политичките случувања што се случува, значи, во нашата земја, и тешко предвидливи, веќе кај нас се случуваат неприродни феномени што не се случуваат во другите балкански земји. Да, ние сме, да кажеме, еден посебен случај, потребно е нели и посебен мониторинг на нашето општество. Но мене па и понекогаш ми се допаѓа кога сме така посебни, уникатни, како никој друг. И тоа не прави не секогаш, но на моменти прилично романтични, прилично убави. Во центарот на вниманието, да. Па да, тоа ние така од секогаш сме сакале нели да бидеме како да сме лав во короскоп, како да е Македонија, па сака нели да ностоп некој незе да ја гледа, она да се жали, да каже какви маки има и какви се проблеми има. И тоа некако го креираат и политичарите, дали се во власт, дали се во опозиција, тоа ностоп како некој светски заговор да има баш против нивната партија или нивното владење или не владење. Сегаш некој друг им е крив. Да. Секој некој друг. Кога не им од работите други. Ако не на крајот народот им е крив, па како тој не гласаше за нас, а ние баш сакавме нели да победиме. Да. Хајде сега непосреден повод е за ова твое гостување е состојбите на политичката сцена, но мене најмногу од секогаш ме интересирала партијата Демократска унија за интеграција или скратеницата на албански БДИ, така? Да, БДИ. Да. Како е целото име на албански? Башки име Демократик пар интегри. И тоа значи партија за демократска интеграција. Да. Тоа е во превод, Али Ахмети останува единствен доживотен лидер на таа партија. Како тоа мисли да се доди во иднина? Зар не беше јасно дека последниве 2 изборни циклуси дека поддршката за Дуи, за Али Ахмети нагло опаѓа во она што колоквијално се нарекува албански политички блок, иако не се тоа само гласови на албанците. Да. За сите партии говорам, нели? Да. Нити па се тоа строго етнички гласови, за тоа може да зборуваме подоцна. Не пишуваат во гласачкото лице етничката припадност на гласачите. Ама гледаме се уструга како се гласа во тето, по потреба, коалиции, нели, ово. Сегаш било така, да. Нормално, сега, и зашто да не биде така, мислам, нели? Да. Тоа, но очигледно дека тој веќе не е главната сила во Македонија. Повторно ќе кажам, ќе алудирам на тој албански политички блок. Па искрено, Дуи во сабота имат конгрес и прв пат ќе се соочуваат со вистината. Нивната вистина дека
не се веќе политички фактор во земјата, која е нината вистина. Тие можно ја разбеа таа вистина и после парламентарните избори, кога го направија тој коалициски мишмаш коалиција со и другиве етнички заедници помали, но баш со вистината се соочија во локалните избори пред еден месец што завршија. Да, и но тие локални избори тие стварно беа поразени. Да, и прв пат пластница. Така е. И прв пат кај албанската заедница падна митот дека Али Ахмет е непопетлив. Значи, ова година, ако првата асоциација на локалните избори кај албанскиот политички блок е дека падна митот дека Дуи е непобедлива. Дуи изгуби на локалните избори, без разлика што тие велат со тие политички наративи дека имат повеќе гласови во листите за советници и така натаму, но тоа не проаѓа во јавноста. Ние знаеме дека првата асоциација за локалните избори е колку општини ќе освоиш. И со општини, значи Дуи изгуби катастрофално. Да, сега ако Чаир каде што се водеше главната витешка битка. Сега не само мислам дека Дуи освен што загуби на локалните избори, загуби, да речеме, и на парламентарни избори, веќе тие наметнија таков наратив со референдумот. Да. Значи, референдумот беше имагинарен наратив да извршат притисок врз албанскиот гласаш да гласат за нив, бејќи за многу кратко време ќе се вратат во власта. Зошто беше тај значи главната тема на локални избори референдумот. Дуи прв пат после 20 години на власт ги дочека овие избори од позиција на опозиција. Аха, да они 20 и кусор години они не биле опозиција. Да. Тоа беа еднаш кратко за време. Не. Ама избори, да, многу кратко. Али не знам дали имаше избори тогаш локални. Немаше. И Дуи се плашеше од тоа, бејќи албанците секогаш на локалните избори гласат за партија што е на власт. И македонците прилика. Еве сега чим зборуваме за албанскиот фактор. Да. Затоа што мислат демек да немаат пречки околу проективе, значи ако биде граначалникот на опозицијата, а другата партија на власт да нема да, и така натаму. Однос. И од тоа се плаши. Значи, експоненти на Дуи оѓа, значи на рурални средини, каде што луѓето имаа проблеми со вода, со канализација, со чиста вода за пиење, тие оѓа со наративот на референдум. И луѓето се прашуваат. Овие се жедни за власт уште, ние сме жедни за вода. Како да гласаме сега за нив? Не сваќаш? Значи, ја промашија тотално тој наратив за референдум. И тие видеа дека промашија во првиот круг. Кажи ме ти мене, ќе се обаќам на тебе и сме пријатели, дали референдумот беше спомнат во вториот круг на избори? Не беше спомнат. Многу интересна работа. Не беше спомнат од ниту еден. Значи, на избори каде што беше се присутно ѓубрето, канализацијата... Ама затоа се локални. Да, па да. Улици, дупки... Да. Лоши услови Авлен за предност живот. беше завлен, бејќи беа за власт и Изет Меджиди секој ден промовираше некој проект во Шаир. Да. А они за референдум. А оние зборуваат за референдум. референдумот Како во смисла нешто они го представија тоа како да другата страна сака да го укине рамкомниот договор, така нешто. Дури до таму. И за тоа ќе зборам. Да. И што викаат Дуи? Бејќи сегаш влен во овие една година и пол натоваре имаше наративот на Дуи за легитимитетот. Влен нема легитимитет да ги представи, бејќи изгуби на парламентарни избори, без разлика што Дуи имаше, како што кажа и другите етнички заедници. Експонентите на Дуи на локални избори викаат тест за легитимитетот. Во овие избори ќе бидат Чаир и Тетово. А во Чаир и Тетово изгубија. Значи тој тест го помина Влен. И изгубија, а Влен победи да искрено, да, имаше помош од ВМРО, но не толку да бидат детерминанти за победа. Има помош, но и самите ги победија. Повторно. Го помина тој тест. И затоа сега Дуи е во, како да кажам, изборен молк уште.
ништо не кажуваат. Бејќи сега наративот на легитимитетот го нема. Бејќи народот им кажа вака не. Да. И сега ќе се соочат во сабота на Конгрес со вистината. Добро, оваа емисија ја снимаме пред Конгресот, но се емитува по Конгресот. Аха, окей. Да. Но тоа не е толку битно, Али Ахмети е единствен кандидат на Конгресот, нема тука да има изборна трка, нема да има некој кој што би можел да ја засени неговата власт во партијата. Колку луѓе во изминатите години поминаа низ Дуи? Мислам, сите. Огромен број на луѓе, сега ќе кажем неколку: Муса Џафери, Ермира Мехмети, Тиута Арифи, Бујар Османи, Талат Џафери, го заборев него, само Бујар Османи беше, како да кажам, од јавноста гледа лик. Добро, да, гледа, и што беше он изгорен за локални избори. Да, а Бујар Османи е таков што не може да му рече не на Ахмети. Беше најсветлата точка, можна е во. Зошто не може да се каже не на? Бејќи тој го растеше политички. Бујар Османи. И беше најсветлата точка дека и јавноста гледаше во него дека како можен писател. Но ете, изгуби од Изет Меджити, неговиот довчерашен пријател. Изет Меджити беше довчерашен, довчерашен пријател. Човек на Дуи. Ако биде друг, освен Али Ахмети, значи овој период председател на Дуи, веќе нема да постои Дуи, ќе се распарчи уште повеќе. Значи, мислиш дека без Али Ахмети не би можело? Не би можело. А Ахмети во сабота треба да прави како да кажам, промени како макијажни, како да кажам, туку треба радикални промени. Бејќи овие 20 години Дуи, освен себе, да. Не, треба да прави промени каде што ќе отвори пат за негова политичка пензија и да отвори пат на негов наследник. Од сабота и натаму. И треба овие ликови што ги спомна да ги снема од централното председателство. Да, апсолутно се потрошени. И заради тоа освен за неприродните коалиции што ги направи Дуи во овие избори, тука зборувам за Села и со Таравари, каде што во минатото се гледа на нишан, и сега беа заедно, што беше неприфатливо ова за гласачот на Дуи. За Таравари малку подоста. Да. Тоа е исто една многу интересна тема. Да. Таравари, своевиден феномен во нашето општество. Ама рековме феномени многу има. Има многу, да. Некои ги подзабораваме. Има многу. Како е можно Талат Џафери од председател на собрание, од крај министри, премиер во некој период од 4 месеци, да едноставно го снема од политичката цена. Ја не знам каде е тој човек сега. Што прави? Валјде само пратеник се. Добро, тоа ништо како без власта буква. Во изборен молк не само тој, туку целото Дуи. Целото Дуи, Бејќи тие не само што не може да прифатат дека се во опозиција овие година и пол, туку беа навикнати само на победи. И сега, само на победи. И сега кога ги изгубија, ние прв пат бевме сведоци, изгубија на избори, ние знаеме дека во минатите години гласачките ливчиња се затвора во 7 часот на вечер, Дуи имаше триумфални пресконференции во 7:30. Уште бед да се избројат. И сега Ахмет излегуваше. И Ахмет. И сега кога Ахмет излезе на овие избори на пресконференција? После 5 дена. После 5 дена. А кој излезе дента беше оне Арбер Адеми. Да, Арбер. Друго е Арбер Адеми, друго е Али Ахмети да излезе. И вика, ние сме победили. Значи, како сте победили вие? Толку се скромни сега што не прославувате? Каква победа е тоа? Значи, во миналото прославува на улици цел Скопје, тој не знам што. Сега изгубија. Сега прославува, други ве прославува. Да, и Кичо изгубија и на секаде изгубија. Останаа со Пластница и со Липково. Да. Да. Сега колку она епизода со што се случи, оние немили настани, значи она бегство на подпредседателот на Дуи од Македонија, кој беше осомничен за криминал, колку тоа ја Па да, тој имаше многу влијание.
Имаше многу влијание. Но апсолутно. Тој беше алфа и омега во Дуи. Не само председател, тој беше сенката на Али Ахмети. И заради тој го изгори целата партија. Зашто тоа така се случи? Не знам, има многу теории на заговор, но заради Ајде да чуеме неколку, ова се митови факти, ние можеме за митови да збориме, ова се факти да бидат. И да ти кажам, јас искрено на почетокот кога излезе тогаш со таа групата на Треодуи и Зет Меджити, мислав дека е некаков блеф. Дека му е само да го отстрани Груби и во координација со Ахмети, но ете не излезе така. И Зет Меджити... Чекај сега, уште на времето, имаше големо нетрпение додека беше Дуи целосно, нели, без фракции. Без фракции, да. Се говореше за нетрпелива линија помеѓу Меджити и Артан Груби. Да. И тоа резултираше нели со Црната листа. Црната листа. Ето така. Сега како тоа Артан Груби прво се најде на црна листа на Соединетите американски држави, така? И тука се поставаат многу прашања, значи. И втора работа да се дозволи, тоа што можеби полицијата му дозволила или власта, тоа е друго прашање. Тука не можеме ние да знаеме. Но како али некој му дозволи, значи. Ма како Дуи му дозволија тоа да го направи, значи? Да не се соочи со органите на Да. Викаат дека Артан Груби е чист како сол за типот избега. Да. Не само тој, уште еден друг експонент. Може би е чист како сол за сега тоа. И друго прашање тука се поставуваат. Тогаш Ахмети имаше опција да бира меѓу него и Зет Меджити, кој што е Тоа збориме на времето имаше. На времето, но и сега најголемиот теренаш беше и во Дуи, но и сега. Значи Зет Меджити албанците го знаат како неверојатен политичар на терен. Значи ако ми пукне цевка ќе дојде ќе облече чизми. И сега тој заврши на црната листа. И сега некој го поставува прашањето дали Ахмети го избра, значи антиамериканскиот дух во партијата пред Зет Меджити. Позарем Артан е антиамерикански дух. Па чим е во црната листа, затоа добро. Да. И сега зашто е во црната листа? Значи повеќето ние во јавноста знаеме, ете и сега се поистрега и државната ревизија вчера за волонтарија што направија и со Бехтеленка и така натаму. Значи тие се причините бејќи за американците. Најголем лобист беше за онај лек специјали за Бехтеленка. Да, но имаше многу неправилности, значи. Имаше многу неправилности, да. Јас мислам дека баз затоа и јас мислам дека баз затоа заврши на црната листа. Моје мислење бејќи ние знаеме јавноста тој беше многу близок и со амбасадата на американската амбасада и да заврши на црната листа, тоа беше значи нешто имало апсолутно. Сите знаеме дека не само за државата коридорот 8 и 10 се многу битни, туку значи и за меѓународниот фактор и за американците бејќи тие фактички беа најголемите промотори на тој проект. И да. Граде и во Косово па на. Граде, но сепак е битен и овој, да. И овој коридор е многу битен, коридорот 10 и коридорот 8, а тука слабо градеа. А тука можно е Груби да играл нечесно, да кажеме, и да, нешто, можеби имало нешто што нели што на нив не им се допаднало, па тој се најде на црната листа. На црната листа и веднаш нашите власти неколку дена потоа тоа или почна да го бараат, се отвори некој. А тој веќе го снема. А него го снема, интересна работа заедно со собственикот на Нептун, тоа е многу една интересна тема која полека се подзаборава кај нас, е мало подсетување. Дали тоа беше круцијалниот момент за губењето на компасот? Јас мислам дека беше круцијално, бејќи како ние знаеме дека во тоа време Дуи протестираше пред Уставниот суд. И тоа беше порака и од американската амбасада. Да, смирете се малку. Чекајте, не е толку алармантна ситуацијата, затоа што вие не сте на власт, не мора да значи дека државата не е во ред. И баш во тоа време, значи, јас мислам дека не беше случајно. Беа објавени црните листи. Додека тие и од кога беа објавени црните листи, Дуи се повлече од протестиве. И од тие тенди што ги поставија, значи пред Уставниот суд. Што тие се чувствителни теми, ќе може да предизвикат и, како да кажам,
етнички прекупувања. Себе, но ете се поближи. Ја разбра пораката. Ја разбра и пораката, како што кажавме, и за референдумот, дека не оди така, треба нешто ново да изеда. Покај тоа што дуи се ребрендираше 3-4 пати. Па и зелени беа едно време. Зелени беа и тоа беа Сега глупости, какви да си ти кажам. сега какви? И после и за него промени и од европскиот промени името и на коалицијата, но повторно Да. нему појдеа, бидејќи имаше неприродни, како што кажавме, коалиции. Да. Ајде сега Тотално неприродна. најнеприродна коалиција на со Армен Таравари. Да. Човекот е чудо. Сеќавам кога се буткаше од власт Никола Груевски, нели, кога тоа беше една сериозна операција која траеше долго време, тој беше еден од клучните фактори во албанскиот блок, нели? Некако изгледаше доста верен на таа коалиција предводена од Зоран Заев. Да. И туку беше министер за здравство и тоа многу, како да кажам, многу популарен помеѓу луѓето, не само помеѓу албанците, тоа го тврдам најсигурно, тој е многу ценет доктор. И одеднаш рече, не, попуневаш и кидам ја граначалните гостивар да видам. Да. И победи. Победи, да, па беше многу популарен. Да, беше. Да. И сега, потоа, ако не се лажам, влезе излез од коалиција со ЦДСМ и нели ова, со села почна да прават некакви коалиции, па после едниот без другиот влезе па во коалиција со ВМРО, да поменем ли, така? Да. Ако за да потоа излезе од таму и па се врати, устори не се врати, него прв пат отиде кај Али Ахмети. Без повод кој во јавноста бил објавен. Се ова што го кажам до сега е без некој повод. Да. Значи, можеби нешто под маса се случувало и веројатно се Веројатно, да. Зашто некој би правил такви вратоломи и лупинзи кои се сосема непотребни, нели? И неприродни, враќање назад. Па нема ништо природно, нели? И да кажеме од позиција на министер за здравство во влада која што туку-што формирана, нели, во коалиција која што туку-што формирана, вие излегувате од таа влада и одите во опозиција. Многу нелогично. Да. Зошто е тоа така? Алијансата за албанците како партија да не ги немаше овие расцепи, јас сум сигурен дека ќе беше сега прва политичка сила кај албанците. Алијанса за албанците се и сега моментумите. Да. Кога се расцепи алијансата за албанците? Два пати. И два пати се расцепи кога нивните лидери се обидеа нивните гласачи да ги дотурка до Дуи. Значи, гласачите на Алијансата за албанците се анти-Дуи гласачи. Значи, прв пат села се обиде отиде во Европскиот фронт, но Таравари влезе во влијание и ја направи, апсолутно дека ја направи разликата. Таравари беше клучен. Клучен беше зашто за победа на Влен. Значи села се прво села проба да иде кај не, села идеше кај Ахмети, но не идеше со неговите гласачи, туку идеше со некој од неговото раководство кај Ахмети, направи договори и така натаму. Но структурата, гласачите беа со Влен. И они го поддржаа Таравари во Влен. Да. И сега, другиот моментум, Таравари отиде кај Ахмети, но повторно гласачите останаа во Влен. И тоа го потврдуваат. Стана некои ликови таму. Некои ликови, да, но го потврдуваат и резултативе. Што доби Таравари сега? Кој општина ги доби? Нула и села. Сега се нула. Ако го добијат, ништо. Сега да има парламентарни избори, просто без пратеници. Да. Може би еден-два има тие двајцата и толку. Но ете веќе села се расцепи. Не е веќе дел од коалицијата со Дуи. Таравари остана бидејќи знае дека сам не може да прави ништо. Зашто јас мислам дека ќе остане. Кој е мотивот за тоа? Не може да се оди и за двајцата. Да. Јас мислам дека ќе остане до 11 јануар да ги види резултативе од изборите во Гостивар и Врапчиште. И после 11 јас мислам дека и Таравари ќе направи некој политички потек природен за него. Бидејќи што оди до пензија, продолжи политичка пензија или па се враќа во Влен, можеби. Тоа викам,
кај нас се што може да се случува, значи на почетокот велевме. Јас и тука кај вас кога бев пред една година кажав еден збор дека кај нас и Орвел да дојде тука не може да предвиди ситуацијата што може да се случи. Ќе се погуби, да. Ама ќе се случија такви коалиции. тоа ми е необјаснимо. Што буквално се гледа на нишан. Сите и повторно беа после направија коалиции што е тотално разочарувачки и неприфатливо за гласачот. Значи затоа имавме и апатија на овие избори. Имавме, да. Значи преку 50.000 лифчиња беа неважечки. Тоа е жолт картон за политичката елита од граѓаните. Да. И повеќе од 50% не излегува. Тоа беше жолт картон. И тоа е порака. Тоа е порака, да. Од ова политичка елита што е на власт. Што па и во опозиција и што е на власт. Да, некако луѓето не се задоволни ни од власта ни од опозицијата. Тоа е еден перфектен моментум. А сега значи ако нели некако само на себе се наметнал заклучува дека на албанската опозиција е потребна некаква реконструкција која никаде ја нема, но радикална реконструкција. Да, радикална реконструкција за да може дека во иднина нели некако и да се вратат на власт. Што е со Влен? Тоа е исто едно премногу комплицирано прашање, ја мислам. Изет меѓути јас него исклучително го почитувам од многу одамна. Он стварно покажа што треба да се прави, како треба да се прави, значи многу машки излезе на овие избори, му се спортистави на пирсинг мувментот, значи на копјето на Дуи, на врвот од копјето се, значи, нели го победи тоа добро го победи Бујар Османи и оствари една блескава победа и со тоа ја мислам ја затвори приказната кога тоа кој има легитимитет во Македонија. Да, кажавме и на почеток. Да. И така мудро тивко, нели ова, но тој веќе не е дел од владата, нели? Тој е градоначалник сега. Кој остана сега таму да биде таков мудар и тивок да ги сопира тие секојдневни проблеми кои што јас сегаш и за време на кампањата реков дека ако некој доеше од надвор и значи ја гледаше кампањата, ќе мислеше дека само во Чаир се водеа локални избори, бејќи во Чаир беше ел класико. Да. Со спортски речник. Па немаше ни едно друго место, не беше интересно. Ел класико и сите во Карпуш имаше некоја неизвестност. Толку. На други немаше толку неизвестност. Па не, се знае. И во Чаир се водеше ел класико. Имаше нешто добро, ајде, ама Чаир беше ел класико. Да, ел класико во спортски речник, каде што со најтешките алтирери, значи излегува и двете страни. Особено сега, ако Дуи најавуваше Бујар Османи многу порано, многу беше природно Влен да излезе со некој тешко име, кој друг, ако изете. Значи, а сега тоа му е сега слаба точка. Да речеме на изет, што веќе не се споменува на медиумите. Сега се занимава со локални проблеми, значи порано кога беше прв вице-премиер, секој ден изет го имаше на телевизија, на насловни страни, на сите сега го нема. Сега го нема. Тоа е локална политика, не е интересна за медиумите. Да, и тоа е проблем за него. Сега проблем за него да се наметне. Касне е звездата. Да се наметне како лидер. Но еден друг проблем што или грешка што го прави Влен, според моје мислење е дека отвори една врата за Дуј. Не викам врата за гласачите, бејќи се разбира се која партија сака да придобие гласачи од друга партија. Туку се отвори една врата за експонентите на Дуј. И тоа е грешка. И како, во која смисла отвори? Во која смисла еве сега го кандидират Невзат Бејта во Гостивар, например. Тоа е И јас мислам дека тоа тие бивши Дуи да, сега како да му помагаат на Дуи. Како да ги рециклираат, ги рехабилитираат. Кај сега дојдете некој не да дојдете во Влен и сега Ахмети со тоа и им ги решаваат некои проблеми на Ахмети. Ме сваќаш? Да. Сега ќе ги нема некои други експоненти што му правеа проблеми во партијата, а што беа неопходни да ги менува. И
Ете, праѓаат во влен. влен. Но тоа ќе предизвика. Да, за тоа викам. Му помагаат во индиректна смисла, му помагаат на Дуи и сега амо тоа креира револт кај гласачите што гласаа за влен, демек за промени. Во албанскиот политички прави револт, нели? Прави револт, бејќи повеќето од Дуи што беа порано во Дуи сега се на другава страна и Дуи, значи, како да кажам, отмени експоненти што извршија државни функции во минатото. Да, и сега ајде разбирам ја револтираните и нели незадоволните, ама сега доаѓале луѓе од кои луѓе биле револтирани незадоволни. Да, и затоа бега од Дуи и праја, значи, ова коалиција и креира бренд од Влен, бејќи Влен е бренд. Сега. И јас сум повеќе од сигурен дека сите претседатели на партии што го сочинуваат Влен, ако излегува сами на избори на локални, тешко дека ќе освојат повеќе од една или две општини. Тешко, многу тешко. Брендот Влен. Значи, логото Влен носи гласови, тие го знаат тоа. Али тешко ќе им биде многу да бидат една партија, значи. Влен да биде една партија. Па тоа ја мислам никош не било ни идејата. Не зашто е тешко. Многу од друга страна, ликови кои тешко би функционирале во таа партија. Да, имате два ликови сега, моќни ликови во Влен. Едниот е, како што кажам, Изет Меджити што победи во Чајре, во Сара и победи во Арачиново. И го имате и Билал Касами. Што победи во целиот Полошки регион. Да. Победи. 4 општини. Особено во Тетово победи. И сега. Кога се поставува прашањето кој да биде лидер кај нас, политичкиот систем е таков, односно Донтоновиот модел, што наметнува лидерот кај албанците да биде од Тетовскиот регион, бејќи тој регион носи пратеници. Да излегуваат на гласови сами, и Касами и Изет. Без разлика што имаше клучен придонес, најголемиот придонес Изет што победи, значи Влен. Да. Многу повеќе од 3-4 пратеници нема да освои Изет. А Билал Касами ќе освои минимум 7-8 таму. Бидејќи процентот е таков. Во изборната единица 6, каде што тој победи убедливо. Да. И сега тука е проблемот. Башка проблем е тоа што сите партии веќе 10 години, значи, се развивале, креирале такво политичко семејство и алтернатива и без сите да бидат тетовски ориентирани. И сега не само тетовски, туку да бидат да бидат едно. Мислам дека тоа ќе бара време. Ќе бара на природен начин да се состанат во една партија. Треба да почне од долу да почнат, па нагоре, не од нагоре надолу. Мене тоа не ми делува баш невозможно. Може би сум ја прегледен скептик, но ако сакат, тие во власта, додека беа во власт се растурија со таравари што беше ова. Камо ли да бидат у опозиција па да станат заедно? Тоа ми го зеде зборот. Ако сакат да победат на ините парламентарни избори, ќе мора под Влен да биде тоа. Апсолутно. Под Влен. Ќе мора под Влен и бејќи сега искрено има и како кажам, има многу од јавноста прашање од новинаите кога ќе се станувате, кога ќе бидете една партија, значи имате пресија, не знам како да го притисок медиумски. Има апсолутно има медиумски притисок. Има и барање. Ама тој притисок тие сами го наметња, бејќи само некои тие кажаа дека после локалните избори друга цел ќе биде Влен да биде една партија. И сега има лидер, има лидер, да. И сега се спомнуваат некои лидери, некои модели. Да, сега може ли да најдат некоја безгласна нота остават лидери, ама ќе знаеме дека не е. Лидери со ротации и така натаму, некои модели со ротации. Зашо не отидат на конгрес и да. Не сето тоа, значи асоцира на како да кажам, недоверба меѓу себе. Но сите се свесни дека ова мора да го направат. Ако сакат да опстанат во политичката сцена како победливи. Зошто викам мора? Бејќи ако падна митот
на непобедливоста на Али Ахмети после 20 години, на овие ќе паднат уште порано. Ме сваќаш? Бејќи Па зарем некој верува дека не може 20 години да бејќи Дуи има приказна. Има наратив. Па фала Богу. А Мавлен уште нема приказна. А Дуи има. Има таа приказна дека се шитеници на албанците, на албанштината. Овие немаат. Овие немаат уште приказна. Да, немаат. И тоа име, значи, не се во pole position, ај да речеме. Дуи, Да. Немаат идеолошка pole И позиција. пропагандата на Дуи е многу по софистицирана од Лен. Веќе имат искуство. Јас понекогаш се повторувам. Пропагандата на Дуи и маглата ја замаглува. Толку се софистицирани во таа. Сваќаш? Да. Да, тоа е стара кумровачка школа. Да, апсолутно. Да, баш школа. Нови деца, да. Да. И не можат, значи, јас потоно викам дека Дуи е етаблирана партија, покај тоа што е во опозиција, покај тоа што ги изгуби локалните избори. Јас мислам дека Дуи потоно тежи околу 70-80 илјади гласови. Да, не тоа. Сама. Не е тоа шега и Не е шега, апсолутно. Не треба да оние песми кои гледав Али Ахмети кои ги пеа оние песми Земер Хоџа. да. Него ме добро познат ленинизмот, марксизмот на Али Ахмети, тоа воопшто не е за подценување. Апсолутно дека не. Искусен политичар е Али Ахмети. Мокер механизам е тоа за Искусен, еден од најискусните политичари во албанското политичко било, туку во земјата воопшто. Да, воопшто. Да. И повторно има влијание. Да, и знае како да игра, без разлика што на последниве избори потврди. И уште не им е јасно. Навистина ли е тоа дека Влене е формирано со патронажа на Албин Курти, а овој европскиот клуб беше од Албанија некакво влијание? Дуи дека е... Да, тоа е јавна тајна дека Дуи Европскиот унион го поддржуваше Еди Рама, а Влен имаше. Што е кавга на релација Приштина-Тирана. Приштина-Тирана, да. И ги употребува овие, значи, албанците од Македонија да се спротивстават меѓу себе. И сега Курти се чувствува како победник, апсолутно. И Курти пред 3-4 дена на едно интервју, бејќи сега и во Косово има избори повторно, призна дека... Изгуби на тие изборите. Курти? Да. Не локалните избори. Не, 7 општини освои. Аха, 7 општини. А на парламентарни пред 10 месеци на тие победи. Да. Победи, но не може да се состанат влада и сега повторно ќе има избори, како во Бугарија некако. Да. Да, и сега се очекува да победи според анкетите уште победливо. Тие избори ќе нас ќе бидат така ако продолжи да паѓа ова. Да. И на последни интервју пред 3-4 дена тој призна дека беше еден од главните чинители и што придонесе Влен да биде една партија, односно главниот преговарач, бејќи Они дојде во Скопје, но има и патеник негов тука. Господинот Беким Ќогу, што под чадорот на Влен, што е поставен од Албин Курти. Да, бејќи кај нас Албин Курти уште кај албанската младина е култ. Значи има он е новиот човек. Да, апсолутно, да. Бејќи во Албин, да, го гледат еден Арбен Џафери, да речеме. Да. И затоа го сакаат од Македонија многу. И од Косово, особено од Македонија. Тој беше еден од клучните фактори што Влен имаше добар резултат. Он многу поише гласови да добива од диаспората косовско, што луѓето што живеат во Косово. Да. Тоа малку романтизирано. Имаше неверојатен митинг пред 3-4 дена во Швајцарија. Да, значи многу други партии не може да има такви митинзи во земја. Многу поголеми митинзи може да направи во Цирих и Лозана, отколку во Косово, да. Приштина или во Призрен. Да. Добро, тоа е делот и секојдневието и кај нас. Да. Сега како изгледа таа коалиција, владеачка коалиција? Ако СДСМ делумно ги загуби катастрофално изборите и овие последниви и тие претходните поради создавање на слика во јавноста дека е премногу сервилна кон Али Ахмети и Дуи. Подчинета, да. Дали тоа истото се создава така перцепција сега за Влен дека е премногу подчинета под ВМРО ДПМН? Има ли такво чувство? Како прво, да. Гласачите. Како прво, македонците
и да има повторно избори на парламентарните, уште не може да му простат на ССМ што беше толку подчинета кон ДУИ. Ама тоа не е единствениот фактор. На СДСМ Еден од не може главните фактори е тоа. Еден од поглавните, да, но имаш и многу Или други да кажеме од фактори. најглавните Добро, фактори. да. Добро, може да кажем. Да. Ама ги имаше повеќе најглавни. Имаше, но ова е, според мене ова е најглавната. Добро. Да. И сега ДУИ, како ќе кажав, и правно и преска со пропаганда наметна наратив дека Е владател. влене владетел, да, секако дека е владетел. Игра фудбал таму. Да, па за тоа беше Кабине. казната, не беше казната ДУИ, туку беше казната ССМ Да. за играњето фудбал. Да. Да. Ништо не им фалеше. Ништо не им рейтинг. фалеше, апсолутно. Ама на СДСМ им фалеше рейтинг. Да. Значи едноставно не Аз знаеа сум да го мислел дека заштитат својот Апсолутно. својот партнер Апсолутно. во владата. Туку Апсолутно. работеа на индиректно и на пропаста на СДСМ. Да. И сега имаме ситуација каде што ДУИ наметна наратив дека Евлен е вазал во власта, дека нема политичко влијание, но јас разликата не ја правам меѓу владата на СДСМ ДУИ со ВМРО Влен. Јас правам разлика, на пример, ВМРО ДУИ со ВМРО Влен. Бејќи бројките не се исти се. ВМРО има 58 и овиот знам, значи влада СДСМ не може да пркне цело време. Да. И пробуваат да наметат нереален наратив, но албанците треба да ги имат превите овие бројки. Дека не е исто. Не е апсолутно, дека не е исто. Сега ако правиме разлика меѓу владењето на ДУИ со ВМРО и ВМРО со Влен, има огромна разлика. Не знаеме какви етнички прекупувања имавме во времето на Груевски кога Ќе беа во коалиција цело време нешто беше на нош работава, измислеа тепачки, измислеа протести, монтирани случаи, се тепа на кале таму, што глупости беа, да. А сето во коалиција цело. Да, сето беа овие, значи, оркестрирани. Да, апсолутно беше па. И сега ги нема. Го кажав, мистиот лик беше и на кале, овој на сега кале беше, да. Сега ги нема. Значи, тие случаи. Но без разлика. Јас тука ВМРО има од сите партии што ги има политичката сцена во Македонија е најкомотната партија. Прво, што нема опозиција. Буквално нема македонска опозиција, значи силна. Тоа му дава комодитет да прави калкулации, да прави што сака. На ВМРО? Да. ВМРО само што сака може да. Да. Може 6 пати го спени името на држава. Да, апсолутно може. Апсолутно може. А сега проблемите што го има Влен меѓусебно не може да им фатурира на ВМРО. Можно е да ВМРО сака да има коалиционен партнер постабилен. Не да има, значи, внатрешни прекупувања во Влен, да има еден лидер што може да разговара за теме, не да разговара со 3-4. Четворица треба да. Да. И тоа може му е проблем на премиерот. Мицкоски. Значи, а најголемиот проблем... Влен нема лидер, еден човек кој треба да му се јавите. Најголемиот проблем, мислам, на државата, да речеме, дека сега нема некоја коезивна тема меѓу албанците и македонците. Која е таа коезивна тема? Европската унија. Тоа некако бледне. Бледне, да. И треба да се поздрави сега, не знам дали треба. Може да се каже дека албанците сочувствуваат со ова чувствителна тема околу уставните промени со македонците, искрено. Не прават притисок. Без разлика што јас мислам дека ината година може да имаме притисок и од меѓународниот фактор, ова работа да има резултати. Нема американци у притисокот. Не, тука се осврнувам на последната изјава на американската амбасада кога рече дека владата под како да кажам, под јавноста упорно работи за овој процес да се деблокира. Добро, но тоа Мицкоски сака да го направи без да ги стави бугарите во устав. Да. Но тој знае дека кога тогаш мора да ги стави. Значи тоа е најголемата пречка. Тоа е демократска ствар да ги стави. Тоа не е уопште ништо страшно. Ние зборуваме за други работи. Да.
Значи, со тие гаранции што тој ги тој бара. однос на Бугарија е многу чуден. Не, чуден и не само што е чуден, тука е неправеден. Апсолутно е направеден, да, и тука не се Веќе. спорни дали треба граѓаните на Македонија со Бугарска само се да бидат дел од Да, тоа никој не го спори, да, треба да бидат, да, и требале до сега да бидат и не се поради тој чуден однос. И многу праведно што се поставува прашање дали ова ќе биде последната пречка, значи да имаме гаранција дека нема веќе и да тераме напред. Ти велат, ама не можеме да дадеме гаранција. Да. Добра е тоа оставе на страна, тој ќе збориме, претпоставам за една година ќе зборуваме. Верувам да. Да, тоа ќе биде притисокот најголем. Јако мислам, ако нема американци у притисокот, тој притисок е многу лесен. Да, но за сега нема. Не само од американци, туку од ниедна. Нема од никаде. Не сме ни битни сега се води. Да, други глобални политички теми имаат што не сме и толку. Апсолутно не сме веројатно глобална карта битни, да. Први 10. Да, заграничевме со Русија, сега ќе певпе членки на Унијата. Да. Бидејќи не граничиме, не излегуваме на Црно море, небитни. Добро, ајде вака овие последни 5-6 минути време се зборува од време на време, се споменува креирање на нова политичка партија во албанскиот блок. Има ли тука нешто опипливо или само се моабети тоа? Има многу теории на заговор што и медиумите пишеа во минатите денови. Кога зборуваме за тој наративот на вазалитетот, на влен, демек албанците не се толку задоволни, кога гледаме едно дуи што е во политичка пострела, да речеме, во очајна состојба. И зборува дека има простор за една друга политичка партија што ќе се наметне на политичката сцена, се спомнува многу имиња за тоа кој ќе биде лидер, но јас мислам дека граѓаните и од тоа се смачни, значи од политичкиве. Многу се појавија многу се појавија и затоа блескави имиња. Влен победи. Што се окрупнија. Богото Влен победи, не затоа што Влен можно да имаше исклучителни резултати во власта во овие година и пол. Победи затоа што се одинија во едно. Значи, ова е порака дека албанците не сакаат веќе малски, да речеме, малски партии, 10 партии, 11 партии. Се смачија. Влен баш затоа победи. Да. И затоа на почетокот кажав. Да излегува на избори овие сами, јас сум повеќе од убеден дека повеќе од две општини немаше да освои. Да, вие сите тука што. Ја не ги знал на имињата на партиите искрено. Да. О, беса јас. Да. Не може да ги запамтиш. Тоа се теории на заговор. На заговор што може да се случат. Да. Не велам дека секако, дека не. Но чим и кажавте дека сме во последниве минути на емисијата, јас само да наметнам една друга тема што мислам дека граѓаните упорно се залагаат за тоа, да видат стварно промени на терен, да ги чувствуваат тие промени. Значи да чувствуваат правда. Напишав јас пред некои 4-5 месеци една колумна во вашиот весник. Да. За и кога се слуша и трагедијата и за човекот, феноменот за човекот натре во институциите. Сите имаме таков мајндсет, почнувајќи од себе. Јас се гордијам, значи кога се гордијам во загради. Кога завршувам некоја работа и велам дека јас имам човекот натре, ќе ја завршам таа работа без ред. Имам ја мој човек таму. Да, и тој човек имам. Да. Ама тој човек го гуши системот. И владата треба упорно да работи за тој човек во институциите да го снема. Нашиот човек. И сега тука имаме, дај Боже да е првата работа меѓу многуте работи што може да се случат овој човек да го снеме, Safe City што се појави во Субатија. Да, алгоритмот може најдобар да испадне. Да. Може да го продужиме него и да премиер да ни биде. Таму да немат
возачите свој човек. Зборував со еден сообраќајен инженер, многу паметен човек, вели ова е шанса, вика, еднаш за секојаш, вика, Тоа викам нели, јас. да го средиме сообраќајот. Да, да. Само Сепак- постои тука страв, постои да не се и тоа, да не се Тоа викам, изманипулира дај Боже да биде стварно една од причините за тој човек од натре што го гуши системот, полека да го нема да више, го уништиме. нема Да. казни, ова Да. нема. Сега ти Сега стигнало мене мелче. ми стигна, до сега јас имам 3 казни на пример. Добро. Да. Јас уште нели Да, предупредување. предупредување се. Да. Заедната, да, во право, но Ама ќе има- делува многу педагошки делува. Да, Многу подобро него педагошки било делува. што друго, Да, да, да. Ти стигнува на мејл, имаш ти кажува, значи дедлајнот кога треба да го платиш, ако не го платиш, Епи беше Албанија, нели, вештачка интелигенција министерка е. да, министерка е, да. Да. Да, многу Да, интересно. тоа беше малце пиар. Моментот. И излегува вест дека Но- ќе ја затворат се. Тя затворат, вика, да, да. Добро, тоа беше исто Да. на News Bar. Да, мислам да. дека излезе тоа, да. Многу смешно. Може треба да испине во иднина малку да се подразви ова Не, граѓаните вештачка најмногу на интелигенција, тоа еден пример алгоритам да си ставиме и Да, многу да. работи подобри ќе биде. Не, граѓаните не сакаат спектакли више. Па не. Сакаат да чувствуваат промена. Значи, Па нема, ние спектакли јас правиме од повторно- чистење јас повторно- ѓубре и палење елка. Спектакл тоа беше. Како да имаше панаир на камиони таму. Саем на камиони за чистење излегуваше. Што правиме, го чистиме ѓубрето. И шо? А од кога се чисти ѓубрето од антиката на врска вие. Па тоа Да ти е правите работа. спектакл од тоа. Не сакат. На пример, јас чувствував таа промена веќе кога излегов од станот, видов стварно чист, значи го Добро. гледам. Не ми е потребно сега да гледам на телевизија спектакл. Јас сакам да го гледам кога ќе излезам на улица. И да, јас го гледав таа. Да, и супер Беше беше. супер беше, да. чувствено, да, секоја чест. Да. Ти многу Ама што добро. покажува тоа? Дека владата како да нема некои големи работи да промовира и сега промовираат Ѓубре, чистење ѓубре. елка, китење да. на градот. Без разлика, да. Да. Да, тоа се е капиталните. Да. Вложување. Дај Боже ината горина да видиме. Дајте Окупни нешто, работи, да. нешто се автопат да, Да, завршиме да, еден, разбираш, имаме поише железници, нели треба да се Да. градат повеќе, брза железница за прв пат треба Македонија да се Да. гради. Сам тука треба да се честита на тие. Апсолутно, проекти, апсолутно, Да. апсолутно. Ако ги направат. Да. Да, пошто ке до сега многу имало така. Верувам дека сакам да верувам дека ќе ги Ја многу направат. би сакал тоа да се случи, да, Да, вистина. Дженер, многу ти благодарам за ова второ гостување, нели? Да. Со трпение ги чекам и твоите колумни, нешто после време Да, те нема. пишам. Да, и ги очекувам и се надам дека ќе имаме во новата година прилика повторно да разговараме. Само за убави работи да. Па не зборуваме за овие работи, ама да биде убав повод. Да, убав повод, да. 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 Благодарам. Благодарам многу за времето. Почитувани гледачи, тоа беше Дженер и Сени, а вие го гледавте новото приложение од Митови и факти.